Петок, 17 мај, кратки вести во 12 часот. По вчерашната објавена информација на агенцијата Meta.mk дека Собранието на Република Македонија минатата година само за патни трошоци на пратениците потрошило над 360.000 евра, од кои на охридската пратеничка Жаклина Лазаревска и биле исплатени 13.500 евра, со реакција се јави Лазаревска, која тврди дека сумата е пониска. Според неа и документацијата која ја достави до нашата редакција, во текот на 2022 година и биле исплатени 342.098 денари. За 2023 година, според доставената документација, на пратеничката и се исплатени 274.231 денар. Речиси во сите општини во Република Македонија бројот на основци бележи драстично намалување. Во Охрид годинава има за 94 првачиња помалку од лани. Според официјалните податоци на Државниот завод за статистика, објавени на крајот од март годинава, постои тенденција на празнење на основните училишта во државата. Трендот на иселување се должи на потрагата по подобри работни места и услови, можности за напредок, образование и квалификации, европски стандарди и правна држава. Продолжуваат градежните работи кои се одвиваат на дел од патниот правец што ќе води од градот Елбасан во соседна Албанија до граничниот премин Ќафасан со Република Македонија. Екипа на Охрид прес деновиве направи кратка фоторепортажа од состојбата во која се наоѓа овој патен правец. Истиот е дел од Европскиот коридор 8 и на него се одвиваат градежни работи за тампонирање и асфалтирање на делницата. Работата на овој потек започна пред околу една година. Станува збор за потек од околу 6 километри, а целиот зафат до границата со Република Македонија треба да заврши за околу 2 години. Со ова уште повеќе ќе се подобри патната инфраструктура од албанска страна кон Република Македонија. Времето денес сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Максималната температура во Охрид до 22 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.